Почитувани пратеници, процесот на уставните измени со предложените амандмани треба да заврши со одлука за измена на Уставот што ќе ја донесе Собранието со двотретинско мнозинство гласови од скупниот број пратеници. Во одлуката ќе пишува дека овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила кога грчката страна, односно Република Грција, во парламентот ќе ја ратификува спогодбата и истовремено кога Грција ќе го ратификува протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Можам слободно да кажам дека желба на Грција да биде прва земја членка на НАТО која што ќе го ратификува договор, односно протоколот за членство на Македонија во НАТО. Тоа значи дека измените на Уставот ќе важат откако Грција ќе ги спроведе своите обврски. Грција треба во ист ден, се надеваме, да ги ратификува конечната спогодба за решавање на спорот со името и протоколот за нашето членство во НАТО. Има една поговорка која што вика, слонот вика како се јади, вика. Ако земиш да го изедиш моментално, слонот не можеш да го изедиш, затоа што ќе пукнеш, не може сам. Има, затоа пракса вика парче по парче. Парче по парче, за одредено време, дали месец дена, 2 месеци, 3 месеци, ќе го изедете слонот, вие реално го применувате во пракса сега. Конкретно за промена на Уставот на Република Македонија. Веруете.